Согласно нашите анализи, констатираме дека во одредени избирачки места во изборна единица број 6 и број 2 е нарушен изборниот процес со тоа што Движењето Беса е оштетена. Заради овие причини, ние и ќе доставиме приговори до ДИК. Имајќи ги предвид овие, значи на гласаш му биле дозволено да го изнесе гласачкото ливче надвор од гласачкото место, кој што после одредено време се вратил во гласачкото ливче, со гласачкото ливче и на истиот му е дозволено да гласа. Настанот се случил околу 11 часот. Значи денот на гласањето. Дозволено е групно фамилиарно гласање во текот на целиот ден. Додека траело гласањето, имало агитирање за одредена политичка партија, како и сериозно вршење на притисок врз гласачите. Вршено е и агитирање пред гласачкото место. Во одникот на избирачкото место цело време се движеа неовластени лица, но избирачкиот одбор не ги отстранил истите, односно не барал помош од полицијата. По завршување на процесот на гласањето, гласачките ливчиња не се сечени со ножици. Согласно законските одредби и прирачникот за едукација на ИО, комисијата се оправдала дека нема ножици. Исто така, бројките на изборниот материјал не беа јасни за гледање, па поради тоа укажуваме големо сомнение дека постоеле разни можности за манипулација со истиот. Јавно укажување за кого треба да се гласа. Членот на избирачкиот одбор сликал неколку страни од избирачкиот список и истите ги испратил до одредени луѓе надвор од избирачкото место со цел известување кои гласачи треба да дојдат да гласат за тоа што се уште не гласале. На неколку гласачи ливчиња намерно не е ставен печат од гласачкото место, се со цел истите подосна да бидат прогласени за неважечки. Секако во изборна единица број 2, значи таму е нарушено, имаше, значи има манипулации на изборниот процес. За еден мандат станува тоа? За мандат во изборна единица број 2 и мандат за изборна единица број 6.